Петре Шилегов се крие, дивата надградба сама се открива. Ова се фотографии од семејната зграда на Петре Шилегов, направени вчера. Тука најдобро се гледа докаде бил кровот, се гледа линијата, докаде бил цртот, што е над тоа градено. Ке ви покажам за секунда. Тоа е оваа линија, еве надградбата, еве линијата на кровната конструкција која што била од страна на неговите соседи. Ова е од другата страна на куќата, се ова над оваа линија, се ова над оваа линија е надградба за која што Петре Шилегов нема дозвола. Реконструкција значи задржување на обемот, висината и ширината, должината на објектот. Ова тука е надградба, а за тоа Петре Шилегов нема дозвола. Надградба без дозвола е криминал. Почитувани, оваа фотографија, овие фотографии покажуваат менување на габаритот на објектот. Еве во споредба со неговите соседи од лево и од десно на зградата на Петре Шилегов. Распуканите ѕидови уште од сега откриваат точни линии на стариот објект. Тоа покажува и можна промена на статиката на објектот. Наместо кровна конструкција цел спрат. Тоа може да доведе до опасност по животот на домашните, на соседите и на нивниот имот. Но инспекторите молчат и се кријат. Ги нема на терен единствено кај градоначалникот на Скопје во заминување Петре Шилегов. Инспекторите молчат, дивоградбата зборува сама за себе. Шилегов без дозвола крена замок во Карпош, ја зголеми вредноста на зградата за 100.000 евра, се тоа со познати фирми, а никој од надлежните не се заинтересира. Списокот е долг и секој ден се надополнува со оние кои што со молк и со дела стануваат алка во злосторничко здружување. Почитувани, нема ништо полошо од СДСМ, за Скопје нема полошо од Шилегов.